вечер, драги мои! Вие гледате Фолк Ексклузив. Како и секоја емисија, и денеска започнуваме со топ листата. Место број 10. Стојна Николовска, Бакнима. Срце чука пребрзо, влюбена сум во тебе, лудо најлудо. Бакни ме, срце чука пребрзо, во образ не се важи не, моје најмило. Место број 9. Владко Миладиновски, Кате, Кате. Kate da skalče, dolele nego zemaj. Kate da skalče, dolele kate da skalče to, da skalče to. Kate kuđane, malele da skalče to. Место број 8. Сани, можеш само ти. No pak, ti me puštaš pak, sama da si izlezam. Cijela večer me gledam, samo ako preteram. Minut zaspi si, niko nema pravo da se približi, niko osim ti. Место број 7. Ирина Спасовска, Гордоста ти врие. Istizami maški izdrži, ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Gordosta ti brije, belosna ne krije, stisni zabi maški izdrži, ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Место број 6. Даниела Темелковска, не се надаве. Što ja da pitam, biser je za suntivo raka, priznaj me za saka. Aj sega, aj da te vidim, sonova što ja da pitam, biser je za suntivo raka, priznaj me za saka. Во вечернава емисија ќе разговараме со една господја која одамна ја нема на нашата сцена. Меѓутоа таа има волшебен глас. Уживајте во разговорот со Јасмина Гуњова. Добро вечер. Фолк Ексклузив. Вечерва заедно со нас е една господја која има долгогодишна кариера. Тоа е господја Јасмина Гуњова. Добро вечер. Добро вечер и добро ве најдов. Добро дојдовте, како сте? Прекрасно. Како студиово. Така, убаво се И како чувствувате? екипава. Фала ви многу. Што има ново? Ново, нови песни, настапи на фестивали следуваат. Тоа ме радува. Тоа сега за сега. Одлично. Со што се сте се занимавале? Јас знам, сте биле професорка, инструмент сте свиреле. Ајде малку тоа да го кажеме, да го дозна јавноста. Прва професија, Така. можам да кажам, дека е глумата, бидејќи глумев со професионалците на мои 15 и пол години, кога бев средна школа, и земав пари за тоа. Значи, Браво, првите заработени браво. пари ми беа од глума. Од глума. Меѓутоа, сега мислам дека сум забораила, дека не сум воопшто добра глумица. Треба некој предизвик, така, некој да ми спреми, да ми подготви за да го провериме тоа. Дали си уште го имате тој талент? Мислам не. Не знам, не сум сигурна. Порано многу можев да ги насмеам луѓето, можев да ги расплачам кога и да посакам. Така. Меѓутоа сега не сум пробала. Може имам забораено, може не. Паралелно со гимназија свирев и хармоника. Имам завршено нижо музичко, клавир, бидејќи хармоника немаше тоа време. Меѓутоа не продолжив во средна, бидејќи исто немаше хармоника во Македонија, требаше да одам во Белград. Не ми беше некој голем предизвик. Потоа се запишав на технолошки факултет, нешто сосема друго, како дефицитарни кадри. Така. Тоа го одбрав, завршив
работев како професорка во средно текстилно во Штип 5 години, потоа следуваше брак во Скопје и кога ќе ме прашаа дали нема работа тука како професорка, одговарав дека воопшто и не барав, бидејќи тогаш имав почната веќе со пеење, со настап. И по фестивали, и по турнеи, тогаш имав многу турнеи, навистина многу. Се случуваше во една година да имам турнеја во Австралија, во истата година во Америка, па низ Европа. Не се прибирав, така да кажам, дома. И беше навистина убаво, немаше потреба да работам некоја сериозна работа како што е професорка. Значи ви исполнуваше музиката, немаше потреба да работите по струка. Кој ќе го фати микрофонот, тешко да се откаже од него. Така е. Кажете ми, бидејќи веќе долго време сте на сцената, дали порано, дали во минатото, дали сега, дали се почитува македонската народна песна? Па Дали кој ја македонската почитува, ја публика? почитува. Има фамилии, семејства во кои се слуша секојдневно македонската народна песна. Било да е тоа ново компонирана, било да е изворна. Има фамилии во кои се слуша нешто од страна. Мислам дека децата ако растат со некоја музика, додека се живи ќе ја негуваат. Негуваат, да. Точно, точно. Вие сте сопруга, веќе кажавте, мајка на Така. две дечиња. Две дечиња, не се веќе дечиња. Син ми е студент на 2 година на Финки, ќерка ми средна, 2 година во Ѓорги Димитров. Така, дали некој од децата ќе го наследи вашиот талент? Па син ми не е музикален воопшто, Така? а ќерка ми музикална е. Не Нема изразува некоја желба за... Има желба за пеење. Повремено така ќе се јави желба да свири клавир, па ќе почнеме дома малку да свириме, па после ќе се јави желба да свири гитара, па ќе свири гитара, некое време повторно ќе се откаже, игра тенис. Прво почна со пливање на сите страни, На сите страни и не ништо знае. конкретно Добро, сега не за знае сега, се да. уште каде би се определила. Ќе продолжи разговорот со господја Јасмина Гуњова, но претходно мора да ја чуете и да ја видите топ-листата. Место број 5. Зуица Лазова, Тајно моја. Obraz da mi pogali, neke sonce da me razdeli, neke zora, neke obraz da mi pogali, neke sonce da me razdeli, što sa nego ne sumnjas, neka potonam go zavora. Место број 4. Миле Кузмановски, Шприца. Izmešaj sreća i malku taga I nauči go srcevo Da ne odi po nejsina traga Kako šprice živote moj Izmešaj sreća i malku taga I nauči go srcevo Место број 3. Маријан Коцев, крал на жените. Vrela krv vodenite Aj, ja sam kralj na ženite Vino to i pesnite Vrela krv vodenite Aj, ja sam kralj na ženite Место број 2. Наум Петрески, Оди звездо. Odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Место број 1. Елена Велевска, Црно и бело. Tebe se pomešano, suzi i smeja, plaća mi peja, no pa do greš, srcevo, crno i belo, ira i peko,
Предлог број 1. Ани Малинкова. Со тебе, без тебе. Na večer vljubeno srce koga reče ovije oči nemirni nek me gala dozori prokleta da je ona večer svega što srce boli peče srekno je koga doagaš tažno koga zaminuva. Предлог број 2. Далибор Јошиќ. Живот е мој. Дарувам трубачи, свирете ја, другари, мои верни свирачи, за неја, за животот мој, живот е мој, живот мој си ти, труби нека засвират на наша љубов да не посета. Слушате македонска музика и гласете на весело.мк. Уживајте во убава вечер. Кажете ми, дали некој се грижи за вашиот изглед, дали имате стилист, кој се грижи за вашата убавина? Природата. Природата? Мајката природа, се грижам, се трудам. Јас со тоа што наутро задолжително станувам рано, имам куче, со кучето шетаме по Вардар, па малку вежбаме, не трчам, брзо одење, така, ништо напорно, едноставно нешто што ме релаксира и ми овозможува да ја одржувам колку толку добрата линија. Така. Значи тоа ви е еден ритуал кога ќе станете од спиење, тоа го правите. Тоа ми е задолжително, друго ми е се второстепено. Така. А кој е ритуалот пред настап што го имате? Дали имате некој ритуал? Дали можеби сакате да бидете сами, дали пиете чај пред настап? Што правите вие пред настап? Што прави Јасмина пред настап? Колегите мои знаат дека јас имам многу голема трема пред било кој настап. И кога глумев во театар, исто беше. И после толку години немам справено со тремата, значи имам на вистина голема трема. Не е она конструктивна, позитивна. Сладка мала трема, туку... Значи се сеќавам на еден настап на Цветници, мислам дека да ме праша како се викам, не можев да кажам како се викам, толку многу голема трема. И се уште имате трема, и И се после уште толку имам. години на сцена ви имате трема. Кога се работи за фестивал, Така. кога се работи за настап, за концерти, за пење во ресторан, свадби, тоа немам гајле. Ама фестивалите малку ве тресат. Фестивалите, посебно ако е пење во живо, жив оркестар како сега за Валандово или Цветници, ми се допаѓа, го сакам, меѓутоа трема секогаш има и никогаш не давам максимум од себе. Кога ќе треба да се снима песната во студио, тогаш е супер. Кога треба во живо да се пее на фестивал, некако тремата ме убива. Мислам на многу други работи. Мислам на тоа дали штиклата ќе ми се заглави во тие стакла кои се поставени, Така. дали ќе се лизнам на скали, на многу други работи мислам и така. И не можете вокалот баш да го пуштите како што треба. Тоа на последно место. Имате ли некоја обсесија, нешто што најмногу ве радува, нешто што ве прави среќна, нешто што без нешто не можете да живеете, не можете да си го замислите денот? Од јадење? Денот не можам да го замислам без чоколадо. Тоа ми е единствен порок или зависност. Не пушам, не сум пушила никогаш, не сум пиела кафе воопшто никогаш, алкохол. Браво. Меѓутоа, од чоколадо сум зависна. Обсесија. Голема љубов имам спрема домашните миленици. Дури претерувам. Моите блиски секогаш ми замеруваат. Знаеме со ќерка ми да вдомиме некое фрлено животинче. Да си спасувате живот. Цицалчиња. Па стануваме навечер на 2 сати, ги храниме, потоа ги вдомуваме. Браво. Тоа ми е некое
така задоволство. Добро, ми ти ја возвраќаат љубовта. Да. Сладки се. Браво, браво. Сега иде Валандова. Ќе се представите таму со песна. Дали може Официјално за прв пат имам моја песна, музика и текст направив јас. Јас имам направено едно 30 сигурно песни кои ми стојат снимени по мобилните телефони или само како идеја, незавршени, завршени. Не сум се осмелила никогаш така да излезам на фестивал со моја песна. Меѓутоа, оваа навистина вредеше. Многу е, Браво. песната е навистина квалитетна, многу е убава. Ја примија на Валандово, ќе испееме на 25 сега, следната недела настапувам, значи во петок, 8 Така. поред. Здравие Боже на 26 ако влезам во финале. Ако не влезам, ќе си славам роден ден ми е на 26. Така е, битно убава Така да. работа ќе се случува како Да, и да е. да. Дали ќе влеземе во финали, Да. дали нема да влеземе, ние ќе славиме. Секако. Драга Јасмина, многу ми е драго што беше дел од нашава емисија. Многу сте пријатна. Многу ми е драго што лично ве запознав и се надевам дека ќе се видиме повторно. И јас се надевам и сум сигурна, бидејќи екипава која ме повика е докажана, квалитетна и мислам дека ќе ја препороди македонската народна песна. Благодарам. Тоа беше се за вечерва. Не заборавајте да гласате. Весело.мк. Имајте пријатна вечер.